советници, почитувана председател. Очевидно, во општина Битола се изсредихме. Сите ветени проекти ги исполнавме, почнувајќи од загаденоста на воздухот, преку спортот, па се до образованието, па дојде на ред денот да решиме што ќе славиме, бидејќи општина Битола е дојдена до славење. Ќе го надополнам претходниот мој колега, едниот и другиот, кои двајцата кажаа дека не се историчари, меѓутоа, едниот од нив 20 минути ни кажува дека по негово мислење треба сето ова да помини и да се изгласа и да се донеси таква одлука. Почитувани колеги, ќе ве потсетам пред неколку месеци, може би има и година, кога од ова место јас побарав и имав иницијатива да се промени име на една институција, односно на една спортска сала, и кога за истата од вашиот координатор, се извинувам, поранешен координатор и секретар на ДПМН, поточно поранешен секретар, како и од неколку други негови колеги, бев нападната дека мора да има мислење од стручњаци. Иако тој беше ракометар, требаше мислење од фудбалери. За да се, како ми рече тогаш, да се направи јавна дебата на која граѓаните на општина Битола ќе решат што треба да се менува во Битола. Сега, кога денес констатиравме дека за овие работи не се прашани ниту стручњаци, уште помалку историчари, уште помалку јавна дебата со граѓаните на општина Битола, дали може некој да ми каже зошто ние денес да гласаме за или против, или воздржани, или било како? Или денес не важат тие аршини? Тоа сака некој да ми го каже, очигледно. Понатаму, би сакала да запрашам, бидејќи колку што прочитав и слушнав, сакате да се слави денот кога бил убиен. Имам еден предлог, ако сакате ќе го славиме денот кога бил роден. Роден е на 12 јули, ден Петровден, ќе направиме една локална слава и ќе има што да славиме во Битола. На вистина, некои работи не одат вака. Значи, сакам уште еднаш да прашам, дали за оваа точка имаше јавна дебата, дали беа прашани историчари и стручњаци од оваа област, или сето ова се сведува на мислење на советниците. Благодарам. Благодарам.